Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 650-то издание и на секој можен начин оваа епизода има огромно символично значење за емисијата, затоа што е 25-тото издание на музичката едиција на Словена Раритет, посветена на анализирање на актуелните остварувања од македонската музичка сцена, и тоа значи дека ако математиката е од полза, тогаш ако се помножи бројот на 4 албуми кои беа рецензирани во секоја од овие 25 изданија, ќе добиеме една цифра која заклучно со оваа емисија ќе комплетира рецензирање на 100 македонски музички албуми. 100 македонски албуми создадени на наше тло, инспирирани од непосредната околина и иманентните светови на артистите и преслушани од сите нас. За да ја комплетираме цифрата од 100 албуми, денес ќе ви говорам најпрвен за албумското долгосвиречко првенче на кумановските задумани психоделични стонери со прогресивна жичка, потоа за инструменталниот албум на скопските постпанкери во спрега со пост-рок и шугейз. Третиот албум ќе биде посветен на зборотворецот кој со неговиот ракопис ја испишува модерната домашна хип-хоп ризница и ќе завршиме со едно заумно албумско остварување кое на успешен начин го спојува профаното и сакралното. Добре дојавте на музвучното патешествие низ музичките раритети, никнати на домашно тло. Седнете, опуштете се, поаѓаме. Емисијата ја започнавме со две композиции кои се наоѓаат на албумското првенче на беседа A Summoner's Tale, односно ја слушнавме Hex и Young to Young и во продолжение ќе ја слушнеме Obliviousness. Потоа ќе се вратам во етер да ви говорам за што точно содржи овој албум. Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, во бора против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци. Секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот алгоритамот. Дансе Макабре е отпор против колективната глупоќа, празнината на насловите, брзиот клик и грабежот на вештачката неинтелигенција. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечера имаме закажано полноќен танц со смртта по 650 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Првиот бенд за кој ќе ви говорам денес е составен дел од кумановската музичка сцена, која си има богато и славно минато на бендови кои оставиле свој печат со музицирањето, свиреле во живо, издале албуми, се растуриле, за од нивните членови да се образуваат нови бендови. Тоа е уникатна сцена, која на времето беше предводена од Берлински ѕид во 90-тите, потоа од Дриома, These Winds Are Not Hope, Triggered, Agni Kai, Трешерите Holocaust и Vandal и бендот кој ги придвижи дисторзираните води во 2000-тите Victim Yield, чијто членови учествуваа голем број на наведените бендови во некаков облик, има собствен придонес. Ако ја шириме работата за рок-н-рол сцената, ќе останеме цела вечер да напоменуваме бендови од Кара до ТБ Трачери, така што полето од кое никнуваат беседа содржи метал основа, иако нивниот звук е сублимат од дум метал во комбинација со психоделични стонер елементи, кои се збогатени со прогресивни делници, за да се образи нивниот соничен приказ, што би се рекло ја имаат меланхолијата на кататониите, ама основата е поблиска до Mastodon и Baroness, односно попитома верзија од The Sword, Kailesa, High on Fire, Gojira, затоа и многу лесно може да делат бина со балканските стонер метал бендови, како што се случува тоа доста и често. Бендот е оформен од Мирослав Јаневски на бас и вокали, Немања Златановски и Александар Неделковски од Дриома кој што свиреше на гитари и Андреј Мициќо од Дриома и Вандал на тапани. Со тоа што, ако се водиме според енциклопедија Металум, заменете Александар со Гордон Величковски на гитара денес. А додека сме кај Металум, дечки ставете ја лириката или таму или на Bandcamp, знаеме дека Hexby беше синглка, ама и другите треба да си ја добијат својата лирика ако сакате да ви ги пеат песните од публика, а не само да бидат на Spotify.
Почнуваат да музицираат заедно за време на пандемијата, кога музичарите седеа дома и создаваа музика, со неможност да изведување на истата во живо, па ако добро можам да евидентирам, во јули на DFest 2022 година започнаа да свират во живо и не престанаа до ден денес. Продолжија со свирки до крајот на 22 на Downhill фестивалот во Окце, во Агора, и јас за прв пат ги гледав на фестивал Loserfest, на кој бев во жири, и им ја доделивме наградата за најдобар бенд на фестивалот. Потоа свиреа и со Rastained во Браво и во Везилка во Битола на крајот на годината. Во 2023 година свират на DFest, на Руда Рок Фест, во Везилка, на Гитаријадата, Куманово, и јас ги гледав во Маракана со Cardinal Point. Во 2024 година свират на Metal Discharge, свират и на Mammoth Fest во Солун за најчискиот дом. Во 2025 свиреа со Karma Scale и Калико во Дзе, таму свиреа и со Burning Leaf, со Ю во МКЦ и ги гледав пак со Valley of the Sun во Агора во Куманово, и оваа година го промовираа албумот во Агора и свиреа и со Кирки во Софија. Пред да го издадат албумот, имаат едно издание кое го имам преслушано, составено од 3 песни, кое гласи Live at Nana Sessions, издадено од 2022 година. Албумот го издадоа на 15 април 2026, тоа е издание на Q Records, кој за воските тоа што успеа да го издадат дури и на винил издание самиот албум, така што тоа е огромен подвиг за еден издавач. На омотот доминираат зелените нијанси од природата, во која гранките се подаваат кон човечките раце пред волшебникот, односно друидот, кој е повикан од неговите поданоци. Во лириката има неколку животни подочувања зад велот на битијата, како што е повикувачот и магичниот имагинарен свет со клетви, а тие се однесуваат на тоа да се говори вистината, да се занемари туѓата волја и убедувањата и да се биде доследен на себе си, да се посочи тагата и несреќата која доаѓа кога не се следат сопствените погледи и убедување, исто така е присутно како доктрина на ова албумско остварување, кое започнува со првата композиција Summoner. Гитарите ја најавуваат композицијата, никнувајќи на секаде, пред да се придружи мид-темпо ритм секцијата со солирањето и прекрасното слайдување со ефектите, пред суптилно да настане една мастодоновска промена на рифови, за да заврши во едно гранџи соло и рифови. Ќе те прогонувам каде си немоќен, така се воочува во самата лирика. Тие соопштуваат дека нема да врне секогаш и внимавај кога е сончево, затоа што тогаш доаѓа повикувачот, како што напоменуваат, односно прогонувачот сон, кој е секогаш со тебе, со кого дури и делите едно тело. Така што повикувачот станува дел од себе си, кој не може да го негираме. Втора композиција е Hex, започнува меланхолично со клин и перкусии, пред да наслушнеме вокали од далечината и постепено градираат милозвучните мелодии и плиснувачките рифови, каде доаѓа до израз опетовските влијанија и мастодоновскиот химничен епилог со корените рифови за брейкдаун и неочекуван бласт. Прелетува чавки, духот на пехолот се провејува низ неа, именуван како колекционер на души, каде се опева дека судење без да се проводи во туѓи чевли е недозволено, станувајќи сето тоа што не му било дозволено да биде на битие и разлевајќи ја клетвата за состеното постојање која ги фаќа и сите наоколу. Трета композиција е Obliviousness, која па и слуховно се надоврзува на претходната, од која се излева едно милозвучно километарско парадејслостовско гитарско соло. Во рефренот има и една срамежлива флажулетка, ама солата раста на секаде во песната, дури и психоделично одлепуваат кон самиот епилог. Гледаш грмотевици и дожд, не грижи се, ветрот ќе донесе, сонце посочуваат во неа. Песна која прашува дали сте го живееле животот на најдобар евен можен начин, пред да умрете, со совет да не се трага по загубеното, туку да се посегне по недопреното и нека не ви е баш грижа во што веруваат другите. Четврта композиција е Young to Young, која има рифаџиски почеток со спорадично темпо, обликува овој думерски
катедралов пролог кој гмечи се пред себе за плетењето на милозвучните сола. Нема потреба да ви напоменувам дека бликаат и тука, како што можете да слушнете од композицијата, каде има и еден стонерски пресврт и рокерско соло за крај со натегање на еден тон кој сите запираат во него, таков е ритуалот во оваа композиција. Слушни го шепотот на мудрецот во која се посочува: млад си, многу си млад да си дел од нив, кажува ја вистината, мозокот ќе служи, а срцето ќе скапува, напоменуваат во неа, што се последици од самиот начин на кој што вистината се прорекува, со оглед на тоа што не баш сите се подготвени и да ја кажат и да ја слушнат и да ја реализираат. Петата композиција е Anyways, масивни рифови и мид-темпо ритм секција ја развалуваат и оваа композиција со простор за басот да се надвисне врз клинот од гитарата. Блузерското соло кое се извива насреде композицијата е прекрасно и раскошно и соодветно, но и уште едно на крај има кое не смее да се подцени кога ќе се стишат емоциите. Во неа се опева да не се плашиш од смртта, штом си умрен, каде што се посочува во неа, немаат за што да се борат, само храброста ја има за давање како војник кој сонува за враќање дома. Еден мотив кој што во текот на емисија очигледно неколку пати ќе се повтори, сосема соодветно за затворање на албумот, каде без разлика дали се грешело или не, се губи животот. Времетрајањето на албумот е 36 минути, идеално за повторно преслушување, кое не е прекумерно со оглед на тоа што композициите се долги и спори. Важно е да се лимитира нивниот број за да не стане редундантно измачувачко преслушувањето, што не е во случајот со албумот, но сепак го добивате впечатокот дека сте преслушале едно целовито комплетирано издание. Доминираат мелодичните гитарски сола со кои се отвораат композициите, а има и плејада на рифови кои се напластуваат и подредуваат на одмерената и стабилна ритм секција која нема ни ветер ни дожд што може да ја измести. Тоа создава удобност во предвидливото кој ја збогатуваат постојано со гитарските интервенции и неприкосновени думерски рифови. Земете првид дека барем еднаш годишно ги гледам во живо од како постојат и изложен сум на нивниот материјал, така што владењето на инструментите воопшто не е спорно и кога излезе албумот, единствено композицијата Obliviousness ми се издвојуваше и можев да ја запамтам од свирењето во живо, без разлика што останатите сум ги слушал подеднакво пати, но албумот бара да се посвети време за да легнат под кожа композициите и подобро човек да се запознае со нив. Има разлика кога се слуша материјалот во домот и кога стоите на нозе со саати на фестивалите, затоа што баш е прикладен да си се опуштите во столица и да преслушате психоделичните стоне рок секвенци со уживање. Меѓутоа кога ги гледате во живо, како и сите кумановски бендови, почнуваат да звучат монотоно и еднодимензионално, затоа што веќе ја постигнале зацртаната цел со истозвучноста на композициите на албумот, кои се сродни една со друга, и да ги заслушате насреде нив, не би ги разликувале доколку за прв пат ги слушате, што се должи на тоа за нив препознатливо мид-темпо на кое подлегнуваат сите дела и постепено се развлекува од почеток до крај. Сега таков им е стилот, меѓутоа без различни амплитудни тектонски поместувања, туку има постепено, етапно гранџерско одградување и надградување, односно кротко, со одмерен од, на кој се налепуваат прекрасни гитарски мелодии кои течат незапирливо како река, ама немаат препознатливи композиции кои на прво слушање ќе ги издвоите и ги ве купат, туку имаат сегменти по кои се разликуваат доколку останете детално да ги преслушувате и повеќе пати. Така што би сакал да се наклонат повеќе на таа сабатовска игра со промена на почетокот, на средината, на крајот, на самите композиции. Не мора да се вози истото темпо на сите творби, што секако дека ќе ги направи стилистичко сродни во преносот на истиот мелос кој го поседуваат, но нема да им ја даде таа доволно индивидуализација која треба да ја имаат самите композиции. Ако ја скршат клетвата на кумановските бендови и издадат втор албум, баш би сакал да слушнам едно поголемо експериментирање од нив, затоа што и тоа како се способни музичари кои би го извеле тоа, наместо да се подпираат нели на формулата која точно е дека им функционира и прави многу удобни за слушање во тоа мид-темпо кое го владеат во блузерските сола,
и бластовите кои што се повеќе од добре дојдени во дадена ситуација. Исто би сакал посмело да се пристапи кон изведбата на вокалот за да биде повпечатлив со по некој слој повеќе со разноврсни решенија да се надмине монотонијата и во тие рамки. Од огромно значење е реализирањето на овој албум за кумановската сцена, кој докажува дека и ден денес има активни музичари кои имаат што да кажат со своите инструменти, да создадат некоја нова звучна алхемија и дозволат на друидот да фрли некоја магија со гитарските мелодии со кои ќе ги плени новите слушатели на беседа. Во продолжение на емисијата ќе слушаме првите 5 композиции од новото студиско издание на The Ooze, именувано Gamora, односно ќе слушнеме Sunbather, ќе слушнеме Aftermath, ABAB, Crescent и Dogtooth и потоа се враќам во етер да ви говорам за композициите кои ги содржи новиот албум на Ooze. Вториот албум за кој ќе ви говорам денес е од еден скопски бенд кој веќе беше застапен во рамките на изданијата на Раритет. Никогаш не сум имал можност да ги интервјуирам за жал, но на овој начин се обидувам нивната музика да биде достапна за продолжително преслушување од наша страна. Имено станува збор за бендот The Ooze, кој пред 3 години го издадува EP изданието Subhuman, кој го рецензира во Раритет, а ова е втор пат да се најави во рамките на ова музичка едиција со право и тоа. Тогаш беа трио, денес е квартет, односно првиот албум го реализира Симон Политов на тапани, Андреј Игњатовски на бас и Петар Марковиќ на гитари, додека пак за потребите на новиот албум бендот станува квартет затоа што на дружината се приклучува Марко Велиќ, кој ги засилува редовите во секторот гитари. Тоа не значи дека се прави некоја драстична промена на звучниот калибар, напротив задржана е концепцијата на инструментален постпанк, меѓутоа за мене од многу поголемо значење се пост-рок, шугейс и нойз елементите, кои сметам дека го красат овој бенд и се витална и дистинктивна одлика од епидемијата на истородни постпанк бендови кои ги заразуваат пред се слушателите во Скопје. Имаат една реминесцентна жичка на меланхолија која се проткајува во нивниот израз, која ме радува што се негува до ден денес и таа е повеќе построкерска одлика која на пример Караја владеја до минатото, која мене повеќе ми се доближува до гитарското рамниште на God is an Astronaut, на Russian Circles, на Tortoise, на Mono, на Mogwai, на кротка верзија на Explosions in the Sky или Godspeed You Black Emperor, наместо да се наклонуваат повеќе кон Idols, Fountains DC, Squid, Protomar, Black Midi, Black Country, New Road и многу други постпанк модерни бендови, иако композицијата ABAB е најдобар доказ за припадноста и на овој табор, што само говори за двете доминантни музички брандувања кои пробајуваат во оваа екипа, кои ги прават уникатни и ги извојуваат од останатите. Доколку не грешам, започна со концертна активност 2023 година, свирејќи во Дуња, во Джези, во Оро радио. Јас ги гледав на фестивалот Engage во МКЦ и во гаражите под плочник на Подземја полесно се дише. 2024 свиреа на Земјотрес, на ДФС, на Синестетика. 2025 свиреа со Намус во Дзе, а оваа година настапија меѓу бендовите на фестивалот Love Rave, Neon Bloom во МКЦ. На омотот, во црнилото на позадината предимчи маж која има наведнато главата и прикриено ликот со раката, што е индикативна на ранливоста и силината која ја поседува самиот нивен звук со оглед на позиционираноста и изгледот на ликот на омотот. Нема лирика и ги замолувам никогаш да не стават, затоа што нема што да придонесе и да го збогати нивниот израз, гитарите и басот доволно пеат, нема потреба од вокал. Албумот го издадува на 13 декември 2025 година. Sunbather го отвора овој албум, постпанк ревайвал ривчиња имаме тука и милозвучните разложувања на истите со акцентирање со бендање на жиците се повеќе од потребни за да се даде малку карактер на свирењето, така што баш започнува милозвучното додека не се разложи со промената на структурата и возобличи мракот кој се крие под потопувањето на сончевите зраци и настане постепено горење, каде доаѓа до таа нивна меланхолична пост жичка.
Aftermath е втора композиција, започнува тивко, самотно, како затише после бура, додека постепено се пробудува и зачекорува тапонот и слоевито надоградува композицијата со ламентирачки гитарски провејувања, со секој нов круг на делото градира творбата, вклучувајќи на доаѓачка дисторзија, каде продираат самотните и безнадежни ноти. Најдобар пример за постпанк афинитетите на бендот, кој никаде не се брза. А трета композиција е Аба Аба, односно ABAB, па за по оваа спорадична творба како што беше Aftermath, треба да се појави еден незин контрапункт, односно нивната постпанк разиграна творба која го краси албумот, каде доаѓаат до израз тие аспекти на бендот. Најкратката творба на ова издание, четврта е Crescent. Постепено се издигнува ритм секцијата пред да се разлеат гитарските постерски тремола, со еден суптилен мелодичен скок на нотите во преден план зад оваа лавина од разбрануван звук. Петата композиција е Dogtooth. Да го поздравиме тука Јоргос Лантимос со методичен и перкашен, мелодичен предсе и перкашен со загризување на гитарата пред да се разлее таа смитовско-кюровска меланхолична мелодија која има повремени рифовски засеци од почетокот, меѓутоа басот го иницира крешендото на крајот, од кое ќе се извие едно срамежливо мелодично соло. Horseman е шеста композиција, таму кај што има јавачи, апокалипсата и не е далеку. Галопирачка ритмика имаме и игривиот кас на жичаните инструменти ја предводат оваа композиција, не баре коњ кој се врти во круг, со едно сурферско проткајување на мелодијата пред да настане градација на звукот која ќе забрза галопот со доближување и оддалечување на гитарата низ ефекти додека трчаат коњите низ преријата. Седма композиција е 615. Барање смисла на наслови на инструментални композиции, особено на нумеролошки, без дадени јасни назнаки е погубно според мене, само може да се создаде ново значење од страна на слушателот, така што не би си играл со таа погубна херменевтика, затоа што ќе завршам од ќорсока и ќе се препуштиме на дисторзираниот разорен одек. Радо би тоа да го правеле, со кој сме воведени во свет на распад, спорадично, прикрадувачки, детеријација во движење што мене ми сугерира на тоа распашаната гитара со дисторзираната, разорната предсе дисторзија која е одек на некаква си стихија, најдолгата која го затвора албумот на свет кој му се одброја нитните. Време трајањето на албумот е 33 минути, што се разбира дека е прилично слушливо и нуди простор за повторно преслушување, за уловување во тоа што ви избегало на првото слушање, така што ова ќе биде од прилика и време трајањето на сите албуми кои денес ќе ви говорам, што значи дека пред се сведочи за скромноста на артистите и способноста модерниот начин на живење да го адаптираат на начинот на обликување на делата да не бидат преекстензивни. Кога е во прашање звучната синергија, веќе ви посочив дека сакам да се наклонуваат повеќе на построк и шугейс елементите и да експериментираат кон психоделичната страна, односно овој нивен концепт сепак може да им дозволи доста комплементарно внесување на педали и ефекти во реализацијата и да ги прошират димензиите на нивниот звук, наместо да се наклонуваат на постпанк водите, иако тие се излезени од таа сцена. Тоа ниту некој го негира, ниту порекнува, меѓутоа мислам дека стои едно пространство на неоткриени звуци кои им се на дофат. Само нивно е да слушнат каде е Никауза Суи, Ртлес или Karma to Burn би ги однеле, например, така што меланхолијата не смее да се изостави. Таа е доминантен елемент на двете изданија и препознатлив белег, но мислам дека може да се надогради со отворено поле на звучно експериментирање, кое би подразбирало и промена на темпо и можеби синтетизирање и семплување, ако се доволно смели до таму нели да ја тегнат работата, иако сметам дека има голем простор за разгранување пред се на звукот. Долгосферечкиот албум е за цементирање на звукот на бендот The Ooze, во кој доаѓаат до изрази постпанкерските и построкерските шугейзерски елементи, проткаени со еден меланхоличен мелос кој се провлекува помеѓу и го прави изданието конзистентно, отворајќи си можности за експериментирање со звукот и негова надградба. На членовите на бендот останува да одлучат дали се доволно смели да се впрегнат и во тоа патешествие во звучното непознато. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и во продолжение ќе слушнеме композиции од Сам и неговото
истоимено албумско остварување, односно ќе го слушнеме предговорот Ноќна вода, Мали тајни, Оро, повторно, Мудрост и доколку имаме време, денот што го знам. Се обидувам околу 20 на минути од секој албум да ви представам, за да добиете подобар доем за што точно станува збор во нив. Потоа се враќам во етер да ви говорам за што друго содржи албумот сам. Третиот албум за денес понира од македонската хип-хоп сцена, на кој потписник е Никола Трпески, познат како Курчо, тетовскиот ковач на зборови кој настапува под псевдонимот сам, кој го издаде неговиот нов албум носи истоимениот наслов. За сам треба да знаете дека е еден од предводниците на домашната актуелна хип-хоп сцена, активен придонесувач за збогатување на незината ризница, кој потекнува од Тетово и наоѓа начин како да го инкорпорира тетовскиот дијалект во збороформата, залепена на бит во првиот негов албум Огледало 2018, по кој го издаде и пизданиото Пркос од 2020 година, по кој следуваше соработката со Глуми во Втора слобода од 2021 година. Покрај тоа што е збороковач, тој исто така клеса и битови, така што во пандемискиот период работеше и на свој биттейп, издавајќи два тома, односно биттейп Volume 1 и биттейп Volume 2, издадени 2020 и 2021. На дигиталните пространства може и да ослушнете неговиот микс на каналот Тука миксови, на кој гостуваше во декември, ако не се лажам, 2025. Никола беше гостин во Дансе Макабре, кога надолго и широко разговаравме за неговиот прв албум Огледало, а за време на пандемијата и после неа беше застапен во едицијата Раритет, во која ги рецензирав и Пркос и Втора слобода. Што би се рекло, ова е трет пат да биде застапен во Раритет со негово истоимено издание. Низ годините има соработувано со Conquering Lion, Sky Виклер, Драги, DJ Okidoki, Гоце Симоновски од High Control, и јас имав таа чест неговата композиција Втора слобода да биде end credits трака, односно композиција на одјавната шпица на мојот краток филм Слобода, затоа што мислев дека Курчо ги знае ќорсокаците на малите градови во Западна Македонија од каде потекнуваме, што е еден од мотивите на мојот филм, па тоа преклопување мислам дека по таа нишка соодветно го преслика вртлозите кои виреат и во филмот и во неговата лирика. Курчо има настапувано во живо на The-Fest, на Земјотрес, на Trap the Fuck Up, како загревање на здраво млади, на макрап сесиите, односно често го докажува на дело, односно неговата способност за рецитал врз бит и од време на време може да го забележиме и по некој сайфер како изведува со неговата дружина. Албумот го работи заедно со Микс и Мастер сам Енис Шкрие и Тоше Николовски, ако не грешам. Фотографијата и дизајнот на мотот е Јовица Рафајловски, каде што насам на ахроматската обвивка имаме двојна експозиција на Никола во профил. Придружен вокал е Ангела Маринковска Анзу, а дополнителни инструменти има на Емире Шаров на гитара и Александар Илиевски на труба. Тој исто така се обидува да го намали јазот кој низ годините се воспостави помеѓу македонската поезија и хип-хоп културата, така што со неговите настапи се обидува и да ги премости овие две дејности каде римуваниот стих си наоѓа своја намена. Три композиции беа издвоени и илустрирани како синглки на албумот: Оро, потоа Ноќна вода, каде Курчо е во рурална и во урбана средина, и Мудрост со девојката која се протнува во врутокот да комплетира една природна убавина. Ако Вергилиј беше водич на поетот на Алигери, да го најде патот низ неговите 9 кругови од пеколот до рајот, низ 9 опеани песни на Никола, неговите водачи, низ нив се Радован Павловски и Блаже Конески, со лајт мотивите позајмени од нивната поезија кои бликаат насреде песни. Проста и строга македонска песна отпеа сам, каде ги отвора своите лузни за да прокоментира ни што се не е поминал за да стигне до сознанијата кои ги има денес, да се исчеличи и да не дозволи дефетизам да го натежне на првата препрека, се со повремени сугестии за честна реч и избегнување на хранење со лаги, како и подлегнување на љубовта од два различни гребени, така што
ќе добиеме едно полноважно гледање на животот од сам, со сите подеми и падови доаѓајќи со до судниот ден. Албумот го отвара композицијата Предговор, со свој видно интро на албумот кој го инициира рециталот на Кафе со Конески, односно 30 години и што е сторено. Прашањето кое што го отвора овој албум како најава за искрениот пристап на сам кон хип-хоп културата, кој знае колку тежи талентот, колку вреди и тука е дојден подсветињата и признанијата кои секако дека ги има заслужено, додека говори на врз милозвучниот бит. Втора е Ноќна вода, односно аналогијата е со Ноќна вода од Радован Павловски, што е лајт мотивот со кој почнува оваа композиција, врз джез позадината на пијано и тапан, каде се искористени предупредувањата од ноќната вода, каде зулумот сам не наоѓа, не мора ние да го бараме. Има еден клучен стих за мене: варди си ја слабоста, љуби ги муките. Еден многу важен совет за да си ги сакаме слабостите, затоа што ни страдањето ќе станеме посилни луѓе. Ама не заборавајте дека нема рука што ракопис не памти, ни алтан што среќа ќе може да преплати. Трета композиција е Мали тајни. За потребите на оваа творба се семплува, успорува и модифицира шлагерчето Сите мали тајни од Андреј Сопронов. Во контекст на сам, таа е увертира за да си добие нов одмерен бит, на кој секоја песна си ја изведува како последна, без да крене раце од себе низ овие 30 години, да искористи свое страдање поминувајќи низ дженем. Треба да се игра тешкото оро, тој посачува за новата ера, пред да огрее црното и ќоро сонце, пред соочувањето со смртта, од која нема страф од незиното лице, ама, како секој херој, спремен е да се сооѓи со зверот, што и да представува, нели, тоа олицетворение на гневот. Каде ќе наслушнеме едно одлично гитарско соло кое и тоа како ја збогати оваа композиција и става точка на незиниот крај. Четврта е Оро, првата синглка од албумот, започнува со последните стихови од Пат за планина од Радован Павловски. Тој веш бар на метафората врз електронски бит кој наликува од музиката од 90-тите, каде има дует меѓу Никола и Анзу, о кој се бара силата како да се стане и зграби нов ден во овие јадни околности, со совети да се ракува со маките, да се движи чесно и да се пази што се посакува, затоа што кругот на орота се стеснува и треба човек да знае за кој, кога да се фати, или со или без непокор. Каде епилогот е издвоен за еден дувачки фейдаут пред се, една спојка меѓу традицијата и еден модерното електронско руво, нели, врз кое што таа се поставува. Петата е Век, басовите и битот надоаѓаат и убаво се надополнуваат и во оваа творба, каде има продажба на сладки лаги од лукавиот, кој наблюдува туѓа пропаст, што ќе изроди веење на рани како знамиња се посочува во неа, ама нема лек за овој чуден век, како што ќе биде сумирано како конклузија, таков е каков што е, со сите негови мани и доблести, и добиваме опис за храбрите кои одат кај што песни ќе се родат, низ реки души што тонат, макар и кај истата планина што пак пукнала. Значи, уште еден мотив за збирање на храброст и соочување со проблемите со кои се соочуваме секој ден. Содржајќи еден поп напев во рефренот, кој ме потсети повеќе на домашната поп сцена на 2000-тите, на раните 2000-те години. Шеста композиција е повторно, се семплува еден извик, пред да слушнеме милозвучен рефрен одпеан од Анзу. Се опева резонантноста на оваа творба допира повеќе до разорноста, да наречем, на љубовта, каде се шири немир и неспокој, запрашувајќи чии туѓи дланки се наоѓаат на бедрата на поранешната сакана, запрашувајќи се дали го има негово незините сни, барем таму, така што една дигитална балада, ако повеќе сакате, која ја иницира зголеменото присуство на Анзу во втората половина на албумот, што дава една друга димензија на делото и
прави еден антипод, прави една паралела на битисувањето која што е сосема поразлична и дава други бои од кои што сме навикнати од да ги слушаме исклучиво само од Курчо. Седма композиција е Мудрост, каде што за да ја запоседне Анзу оваа творба како женскиот одговор на честото напуштање од женската страна приказната. Другата половина на претходната композиција повторно, барем според мене, јас така ја доживувам, каде не го слушаме воопшто Курчо, туку женската чудесна мечта, присетувајќи се на туѓите усни на незините одусни. Прекрасна, кревка интерлуда за ослепеноста од убост. Осма композиција е Деон што го знам, така што албумот се ближи кон крајот и на тој начин почнува да тихува, да менува сентимент и да добива една поразлична интимистичка нишка, каде се откриваат лузните и се навикнува човек на збогум, каде се согледува дека гордоста не го спречува да си ја признае глупоста, што доаѓа до стекнатото животно искуство, нели се разбира, но не престанува да трага по среќа. Лирскиот субјект на одмерениот бит, на кој што се тихува, кој користи романтичарски напев да се поистовети субјектот со разбудената гора и соочи со новиот зрак пред новата борба, да оди сам по зазртаниот пат во тетовската пролет со ретроспективата за патот кој го изодел во дамнешницата. Во оваа творба се реферира снег од Блаже Конески со тихово спокој мек, патишта што се мразат до денот што го знам. Девета композиција е Конец, односно везилка на Блаже Конески за самиот крај на албумот ја добиваме одејќи низ своите трауми во овој албумски исповед, ајде да ја насловиме, за станување по направените грешки, пробудување пак, земање сила за соочување со новите предизвици, додека провејува саксофонот во позадина на овој рецитал. Времетрајањето на албумот е 28 минути, што е многу непретенциозно, наместо да биде волуминозно и прекумерно, со едно многу скромно времетрајање, уште еднаш посочувам, наместо да биде прекумерно, габаритно, што значи дека многу пати може да се преслуша без да измори, а сепак да добие суштественост во неговата срж. Многу ме радува што сам со секој негов албум наоѓа различен пристап на кој го конципира и го врамува во збир на творби, кои ќе бидат пресек на творештвото во даден момент, една временска капсула, ако повеќе милувате. Има една таговна нота која суптилно се провлекува низ делото, во кое Курчо решава да го скроти неговиот разбеснен стих, што исто така е символ на еден голем мајстор, кој нема потреба да покажува дека зборотворењето му оди од рака, тоа туку го редуцира изразот за во енигмата на вајање на стиховите да се добие на длабочина, а не само на далечина, што исто така е одраз на неговото созревање како артист, да засече интимата и протече река на емоции и прелее во песната. Меѓутоа, тоа не значи дека ќе има хит до хит на изданието, покрај Ноќна вода не се издвојуваат останатите, но мислам дека овој албум мора да се восприеми како целина, затоа што се проникнати песните една во друга и не можам засебно да ја проследувам секоја од нив. Џабе се синглките, мене ми функционира како целина која е збир од незините делови, мозаик за кој се потребни сите песни за да се комплетира приказот. Така што бомбастичноста на битовите и фанфарите се изоставени за посуптилни решенија, но сепак се доволно дистинктивни за секоја од творбите да добие собствен живот, без разлика што нема да може да се издвои од баграта и стане ехо на една музичка генерација. Воедно сум сигурен, а тоа е софистицираното растење на Курчо во неговиот стиховен ракопис, кој бара и неговиот слушател да порасне, за да го восприеми кажаното. А јас не можам да не искоментирам дека Курчо треба да го стегне малку вокалот на мелодичните рефрени, ако сака да парира на Ангела Маринковска. Рапувањето е едно, рецитал е тоа и си бара посебна вештина, меѓутоа рефрените си бараат друга техника. Да се држи нотата, да се украси вокалот. Не барам, мислам, Курчо да стане Митлов, ама малку зачи не е на одмет. Манчата ќе биде повкусна. Албумот на сам направи еден огромен чекор за хип-хоп културата, премостувајќи го вековитиот јас со поезијата, овековечувајќи го својот извајан горк стих врз одмерениот бит,
останувајќи Барт која опева реалноста со сите незини јареми на битисувањето. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза и во продолжение ќе слушаме 3 композиции, односно Средба допир, Очи и Мртва вода, жива вода, односно 3 композиции кои се наоѓаат на албумското првенче на Ата, Лакримарио. Потоа ќе се вратам во етер да ви говорам што друго содржи ова остварување. Уживајте. Емисијата ќе завршиме со четвртиот албум за денес, најетеричниот од понудените, на кој ќе може да ги слушнеме Атанасија Гулевска на вокал, Виктор Стојановски на тапани, Иво Николовски на бас, Андреј Димовски на гитара и Раде Биковски продукција и тон. Во моментов со придружба се на Наталија Калајџиска на клавиатури, односно членовите на бендот Ата, кои го издадоа нивното долгосвиречко првенче Лакримарио на 26 февруари оваа година на сите платформи, освен на Spotify, одлука која секојаш ја поздравувам од артистите, затоа што Spotify не заслужуваат да добијат музика од ниту еден човек, нека си фаворизираат плагијати со вештачка интелигенција, луѓе немаат место ниту да даваат, ниту да слушаат музика на таа машина за турбофеудализмот. Екзотеричниот наслов се однесува на глинен, односно стаклен сад кој е пронајден во античките гробници, кој имал своја намена да биде користен за збирање на солзите на покојните, така што овој исконски сад е сесодржател на човечката тага, материализирана во насобраната тага и очувување за следните генерации да го има тоа на ум. Музички, секако дека ќе го вцрстиме под најширокиот можен чадар на тоа што се нарекува алтернативен рок-н-рол, на спрега меѓу електронски примеси и органски бенд, комплементарно со прекрасниот и евокативен вокал на Атанасија. Ако бараме некои аналогни светски пандани, може да ги начнеме тука Portishead, Cocteau Twins и Massive Attack, PJ Harvey, нели, ако се додаде на нив Ера, Енигма и Грегориан од една страна поради вокалните интерпретации, меѓутоа ако ги ставиме на домашен контекст, поблизок е овој проект до звукот на Kismet, на Авелина, на String Forces, а компарациите се должат на напевот на Атанасија, која содржи восхитувачки милозвучен глас, кој на мигови допира и до византиското црковно пеење, на моменти до македонските брзозборки и тажачки песни, но исто така и до вокалистките кои предводат на европскиот трип-хоп, што говори за разноврсниот израз со синергија меѓу профаното и сакралното, традиционалното и модерното, меѓу електрониката и инструментите, меѓу зборот и тишината. Тие имаат бројни настапи низ држава во минатото, односно свират тука во 103-ка, Бош фестивалот во Гевгелија, на Синестетика, на Калеидоскоп култура, во Нови Сад, на музичкиот блок во МКЦ, на Земјотрес, на Здраво млади, на Скопје Space Jam, на Сепак се врти, во двете негови изданија, има на лайв сесиите во Хотел, на Оро радио, на Македокс, на филмскиот фестивал и на женскиот Земјотрес обитола, да го забораваме, го напоменеме нивното присуство. Демо верзијата на некои од композициите беа со електронска позадина и вокал, иницирани од Атанасија во 2021 година, а за потребите на албумот се оформува комплетен бенд, кој е составен во глобарала од членовите на Lufthansa, кои ја придржуваат Атанасија, меѓутоа сосема поразличен е звукот од тоа што го поседуваат во Lufthansa, во матичниот бенд. Има и гостување на албумот од Мартин Џорлев на гитара, од Огнен Златанов со придружни вокали и ефекти, Даниел Поповски и Андо Нампов, исто така придружни вокали и Лука Јанкуловски на клавир. Има и визуализација со која се проследени композициите, реализирани од Frozen Time Drops, што е одличен начин да се даде едно поголемо значење на лирските видеа кои се добиваат со една визуелно представување на лупови од неколку кадри. Албумот посветен на јатото албатроси, концептуален по природа, односно наменет за сите либиња заминати во бој преку океанот од прелеани солзи, што значи централен лик е типизираната македонска жена која од дамнина се соочувала со предизвиците со кои се соочува и незината современичка, со тегобата на тагата која се создаве од јамата исполнета со отсуство и неизвестност, но животот како таков е тркало,
така што по бурата доаѓа и радоста и надежта за подобро утро, водена пред се од светата верба за бликање на новиот сончев зрак, кој треба да не нахрани со убавина. Првата композиција на албумот е Средба допир. Започнуваме со најдолгата творба, со восприемување на еден атмосферичен талог на електронска плима, во која постепено потонуваме, пред да слушнеме расплетување на гитарските акорди и магичниот женски глас да започне да доминира, кој го опева исчезнувачкиот лик пред очи, закажувајќи средба во сонот, со вокализација која најавува градација на звучниот израз, отворајќи една голема енигма, не знаејќи зошто се љуби, за по spoken word потрагата да дојдеме до исчезнувачкиот допир. Втора композиција е Очи. Камбаните и ехотот на кучиња создаваат една звуковна слика, пред да слушнеме пулсирачки бит и напев на едно црно и друго бело око, во кое едното брка, другото бега, како две различни тенденции кои би растргнале една личност на две сосема различни страни во недоумица, каде доаѓа до израз тие кисметовски, мизаровски инструментални решенија на гитарите и ритм секцијата, за да се разреши од двојбата и да се заспие во спокој, каде се излегува и надвор од телото, глина оплеменето од љубов, во универзумот кој е часовник, а во духот на Тарковски се ваја времето. Полигласијата на крајот на песната создава еден заседен занес. Трета композиција е Мртва вода, жива вода. Електронскиот бит кој ја иницира е разигран, за разлика од претходната амбиентално и меланхолично отпочнување на претходните творби. Тука многу ме асоцираше на пример на Анастасија, само што тука Ата опева со игра на внатрешните рими, замолувајќи да не се убива сонцето, што води кон една брзозборка од насловот на песната да го разбуди ритамот, а во овие дожливи денови не би сакале да ни го убија сонцето и постоечкото и метафоричното се разбира од оваа творба која пак ќе воскресне. Четврта композиција е Тумба дивина. Одмерениот ритам е подлога за еден постпанк танц, за тој што ќе бара и тој што ќе најде, за да очајува, каде напевот е својствен од македонската детска брзозборка која е реконтекстуализирана со заносниот ритам, додека се заузда очајот во танцот на самовилите, една разиграна композиција која ќе си добие простор инструменталистите да создадат едно нивно крешендо кон самиот крај. Петта е Лакримариум. Ламентирачките гитари ја отпочнуваат оваа тагобна мелодија, пред да се придружи ритм секцијата, па ако претходната символизираше детска наивност, по ова веќе либето е заменато во бој и оставена е саканата да го исчекува одлетаниот албатрос, полнејќи го лакримариумот во кој дарува солзи, една вон сериска балада. Мимикрија е шестата композиција, доаѓаме до Teardrop од Massive Attack на албумот, каде што Атанасија со византиското црковно пеење го оплеменува кроткиот ритам на свој виден начин, која не му се дава на 21. век за Бела Була, како што е опеана во нашиот фолклор. Седма композиција е Недела. За секој ден од неделата имаме песна на албумот, па затоа и се завршува со Недела, односно репризиран ехот на Лакримариум 2, ако повеќе сакаме, илустриран на пијано, уште побезнадежна варијација од насловната творба, но океанот мора да се наполни со солзи некако. Истакнувајќи го тивкиот лелек на чекањето, во кој лирскиот субјект мисли дека знае дека ливото победило во бој, за да биде слободен, тој албатрос и да прелета дома. Времетрањето е речиси 35 минути, мислело па ја таа непретенциозност на сите албуми за кои што ви говорев денес, кои го земаат превис слушачкото внимание и не го злоупотребуваат со трупање на непотребен материјал за кој не му е место на албумот, ама зазема и пополнува место тој што треба. И не е таков случај, например, со Лакримариум, каде се си е мерено и се си е пресечено за да биде такво како што е. Баш би сакал да слушнам останатите инструменталисти да заземат поголем удел и да доминираат во одредени аспекти, со што би се скрил делумно до сегашното зацртано конципирање.
и се излезе надвор од пропишаната шема во текот на една композиција, со што би се добило едно свое изразно средство за комуницирање насреде творбата. Иако знам дека Алфа и Омега и Атанасија во овој проект, баш ме интересира по колаборативен пристап, доколку се даде повеќе простори, се оствари со останатите членови, каде нема само да се пратечки бенд на незините идеи, туку заемни содействувачи, односно заемно би иницирале, би скршиле ритм, би направиле некако пресврт насреде творбите и аранжмански се разбира, кои и тие ќе придонесат нели со поголем удел во музичката алхемија и можеби ќе се создаде нешто исклучително, каде и тие би се предизвикале да размислуваат надвор од контекст на Луфтанза, затоа што со додавањето на Атанасија во равенката, музиката добива сосема поразличен облик и тек од тоа што сме го слушнале од нив. Привилегија е да се слуша ваков софистициран звучен израз во кој се опева на јазик на кој комуницираме на ова парче земја, кој е оплеменет со продуховен музички мелос, кој слоевито го надоградува ова концептуално остварување кој се слуша со душата и продолжува да живее во мислите на секој слушател, каде си прави гнездо и чека наредно преслушување во друг дел од животот, откако албатросот ќе се врати дома. За денес имавме можност да се нурнеме во новите албуми од Беседа, A Summoner's Tale, The Ooze, Gamora, Сам, истоимениот негов албум, и Ата, Лакримариум, од кој ќе имаме можност за крајот на емисијата да ја слушнеме токму насловната композиција. Јас сум Златко Јелески и го затворам 650-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, не бидете роб на медиокритети, одете на домашни музички концерти. Чао!